Добре дојдовте во Наткаст, јас сум Љупчо Светановски, ова е 7-та епизода на Наткаст, во која што имам чест мој гостин да биде Александар Пандов, директор на управата за извршување санкции. Добре дојде. Добро те најдов. Александар, она афера која што 5 дена еве врие по наоѓањето на оној мобилен телефон кај убиецот на Фросина, Васил Јованов, ти кажа многу работи и соопшти на јавноста што всушност се случило и зошто не требало да се случи, најави санкции кон оној чувар, односно затворски полицаец. Има ли нови моменти или останува на последното? Да. Веќе е познато како е дојден тој телефон. Телефонот е одземен е телефонот на притвореникот кој што ги прави тие фотографии. Пронајден е тој кој што му го обезбедува телефонот на убиецот на Фросина, Васил Јованов. Затворскиот полицаец кој што го пренесува од едната во другата келија е санкциониран. За жал во затворскиот систем и во затворите низ Македонија постојат такви полицајци, така да кажам, со прљави значки, со полицајци кои што не има местото да бидат во затворска полиција. И таа борба, јас од која сум дојден против нив, е започната, нема да престане. Познато е веќе на јавноста, веќе дека наредниот ден повторно се проведе и тоа тази дента донесен телефон, фатен е тој полицаец и тој е санкциониран. Во понеделникот имаше од интервентната единица 15 затворски полицајци направија претреси во затворот во Шутка, 70 телефони во притворскиот дел, во 40 келии само беа пронајдени. Скоро 2 по келија. Така е. Деновиве, да не речем, можеби и денес, ќе има повторно таква огромна, така да речем, огромен претрес, затоа што претресите се прават, не е дека не се прават во меѓувреме. Меѓутоа, јас се сомневам дека кога ќе дознае некој од тие расипани затворски полицајци дека ќе се прават претреси, ги информираат затворениците или притворениците и при тоа при тие претреси се наоѓаат исклучително мал број на телефони. Не говорам само за затворот Шутка, зборам, имаме ние 12, односно 11 затвори, еден воспитно поправен дом во Волковија и 2 отворени оделенија во Велес и во Крива Паланка. Тие претреси и тие акции нема да престанат. Ова е само мотив повеќе за мене да иницирам што поголем број на такви акции и оваа битка нити ќе заврши во даден момент, нити е сега почната, ама нема да заврши. Едноставно таа битка ќе тера и понатака. Се додека сум јас директор на управата за извршување санкции, војната против ајде така да ги наречам повторно, ќе ви кажам, криминалните затворски полицајци, кои што го прават цел систем да изгледа ваков како што е, нема да заврши. При тоа морам да потенцирам, да не излезе дека се е лошо. Ние во по затворите имаме исклучително квалитетни луѓе кои што со години, 10, 15, 20, над 20 години, 30 години, кои што работеле или работат по затворите, изборуваме за исклучително честни луѓе. Не може да се генерализира, сакам. Не може тоа така да се имало и ке има. Меѓутоа процентот и на вакви кои што така да речам немаш представа дали едниве или другиве од која страна на решетките тие треба да бидат, постојат и тоа не е така мал процент, не е тоа 1, 2, 3, 5, ги има и во сите делови, од најниско до највисоко, и таа борба ќе тера и понатак. Тие треба да им биде јасно дека желбата, енергијата,
волјата за борба против тоа постои, дека политичка волја уште повеќе, дека поддршка и од министерот за правда Игор Филков, поготово од премиерот на владата Христијан Мицковски е максимална и тоа ќе тера и понатак. Во однос на оној полицаец директно вмешан кој што е суспендиран во случајот со Васил Јованов, која ќе биде неговата судбина? Ќе биде отпуштен или до каде е работа? Да. Имаме ние во меѓувреме, јас не можам точна бројка да ти кажам, она што знам со сигурност дека во моментов во обвинителството има специјално оделение, има обвинителка една која што е одлична и имаме одлична соработка со нејзе, која што ги води тие постапки против криминалци, полицајци и затворска полиција. Во моментов 32 постапки се водат против затворски полицајци. Колку вкупно има затворски полицајци во затвориве наши? Имаш информација? 500 и нешто. Так. 500 и нешто. Процентуално гледано, значи да, 6-7 на 100 ама тоа е говорам во периодот од која сме ние дојдени. Да. Има 100 дисциплински постапки од директори на затвори кои што имаат покренато против затворски полицајци или ете и луѓе кои што се вработени. Тоа е 20 на 100 од полицајците скоро, да. Е сега, ако тоа не име и некој имаме ние во затворите и од претходно уште затворски полицајци кои што се затворени. Е сега, знаете како е, ако не има страв, ако на нив им се исплати тоа да бидат избркани од работа и да завршат позади решетки, они се знаат, секој ден на крајот од денот си го бира својот животен пат. Ја она што морам да го потенцирам е дека да работите во затвор не е нешто најубава можеби професија. Меѓутоа ја работите за добра плата. Тие луѓе имаат баш пристојни плати и како се вика имаат дополнително бенефициран стаж, кој што исто е важна работа. Вие ако на 18-19 години влезете во затворска полиција, вие на 50 години одите во пензија. Па можете после тоа да си го терате животот како сакате и со пристојна пензија да отидете во пензија. Тоа ако не име доволно и ако они пресметале дека имаат начини, а начини има во затвориме како дополнително да заработуваат, ако им се исплати тој ризик, они треба да им биде на сите такви јасно дека од една страна во мене ќе имаат и другар, и брат, и човек кој што се ќе направи да им помогне и да ги заштити тие луѓе. И тоа вие можете да направите анкета во било кој затвор, каде мене затворски полицаец ми се пожалил за било што, дека јас веднаш лично сум реагирал да тоа биде сменето. Меѓутоа пак од друга страна имаат во мене непријател, човек кој што се ќе направи за да таквите луѓе го изгубат своето работно место и да се најдат од другата страна на решетките и тоа да им биде јасно на сите. Александр, премногу големи пари се во игра. Од она што го дознавме како медиуми, едниот телефон тој за Васо Васил беше 250 евра, следниот ден тој беше 400 евра. Еве нека биде просекот 300 евра. 70 телефони по 300 евра се 21.000 евра. Тоа е само тоа што е фатено премногу голем бизнис, од тоа е она што ги мами големата сума на парите, да не се лажеме. Парите се за пари, луѓе што не прават во денешно време. Особено за вака големи суми. Така е. Имате баш големи суми се врдат по затворине, затоа што не се само сега телефонот е актуелен. Јас кога дојдов на позицијава, мене ми беше кажано дека во одредени затвори грам хероин или кокаин е поевтин него на улица да одите да купите. Дека вие како зависник поедноставно ќе бидете ќе имате дилер кој што ќе ви набавува какви да е
количина на дрога која Разработен систем, да. да, отколку ли на улица што ќе треба да се потрудите да дојдете до така беше. Не велам дека сега тоа е расчистено. Љупчо, јас постојано го говорам. Сега во моментов, јас сум директор на управата и директорите и замениците директори по затворите се променети. Ниеден ново вработен човек нема. Наследивме исклучително корумпиран систем, кој што сега сме доведени во ситуација со истите тие вработени да го оправаме. Ја ќе повторно ќе кажам, има одреден не мал процент, добар процент на луѓе кои што се супер честни, поштени, кои што си ја сакаат работата и си ја работат честно таа работа. Меѓутоа, и на нив им е тешко, јас пошто постојано разговарам со сите нив, им е исклучително тешко затоа што се борат против оние кои што треба формално правно да бидат од нивна страна, се од другата страна. Се соработници на оние луѓе кои што лежат натре во затворите. И јас очекувам дека во идно време, релативно краток нареден период, дека ќе имаме ние така подобра бројка на нововработени. Дали ќе биде доволна таа бројка, јас барав нешто повеќе. Јас сакам За колку луѓе зборуваме? Па во моментов во затвориве нас ни фалат криво лево нешто над 200 луѓе. 200 и нешто над 900 луѓе недостасуваат, затоа што види сега минатата година еве за 2024 да говориме. Затоа што се со бенефициран стаж релативно брзо заминуваат луѓе во пензија. Имаме избркано од работа доста луѓе и одреден број на луѓе самостојно имаат напуштено. Тие места не се пополнети. А и кога дојдов, шкрипеше по бројот на луѓе. Имаме еве ситуација во Идризово, се уште се води, како се викаше, кризна состојба. Сега, одговорно тврдам дека заради опасност од одреден број на затвореници, мокници, некои кои што биле таму и кои што цел затворски систем се плашал затоа што имале дополнително и пари и мокни политички конекции, тоа веќе не постои. Нити ги имаат тие политички конекции кои што мене некој ќе ми се јави и ќе ургира да тие имаат вакви или онакви услови, нити развластени се тие. Кризната состојба е сега затоа што 80 војници и сме супер благодарни на армијата на Република Македонија се на испомош. Ако тие се повлечат, ние едноставно ќе капитулираме, така да речем. Немаме замена за сето тоа. А бројките на затвореници и на претвореници само се зголемуваат и се зголемуваат. Така што јас верувам дека има разбирање во владата. Јас имам лично разговарано и со претседателот и ќе се излезе во пресрети, ќе има во скоро време ќе се појави оглас за нови вработени. Имаме недостаток во Идризово, имаме недостаток во Шутка, имаме недостаток во затворот во Струмица, во Битола. Некои се и со бројки криволево и добри, меѓутоа во овие, поготово во овие 4 затвори, исклучително лоша. Бројчено не е лоша состојбата. Ти го кажа тоа, но дали е вистина, бидејќи беше јавна тајна дека оние од диво населје терористите го раководат буквално Идризово, иако беа затвореници, веќе не е така? Не е да го раководат Идризово. Одреден одел, така беше, одредено крило, да. Тие беа таму сместени и тие се чувствуваат таму како собственици на тој затвор. Буквално никој од нив не беше мрднат. Сега и на нив им е јасно дека тоа веќе не е така. Сакам, со ова, знаеш што ми е мене поентата, да секој еден од нив, тие на крајот од денот, па и тие од диво населје ако ги земеме, било кој затвореник е човек на крајот од денот. Ние како затворски систем треба и јас се трудам да им направам, да имаат човечки услови, да имаат супер стандарди као што има секаде по светот.
односно секаде. Еве низ Европа да земеме. Меѓутоа дел од нив тоа го имаат злоупотребено, повторно ќе речам, благодарение на парите и контактите надвор кои што ги имале со одредени политички мокници. Тоа сега во овие месеци не е веќе така. Ние можеби имаме слабост во делот, повторно ќе речам, на така да го наречам, шверц на телефони, на психотропни субстанции, на недозволени предмети. Меѓутоа, во делот на безбедноста, сликата по македонските затвори е драматично сменета и тоа на секој еден веќе затвореник му е апсолутно јасно дека ако тој си ако си ја одлежува казната затвор како што носи кукниот ред, дека мене ме има како човек кој што ќе го штити него. И обратно, ако некој малтретира затворска полиција, ги малтретира останатите затвореници, дека има одредени места каде што можам да бидат сместени и каде што многу непријатно ќе се чувствуваат и нема да им биде право што се таму, но тоа е така не ради што ја знам така и така затоа што се вика тој Љупчо Светановски, затоа што се вика или затоа што е христијанин, православец или муслиман или не е важно што, било која националност. Не ги гледам јас така. Или од некоја партиска припадност. Тоа е така затоа што тој затвореник ги малтретирал и затворениците, и затворските полицајци, и луѓето од ресоциализација. Тоа веќе во тој дел имаме ние огромни исчекори, тоа можете да прашате било кого. Она што јас не сум до крај задоволен е, ти кажав да не повторуваме во овој дел, направени си чекори, меѓутоа според мене не е тоа доволно. Јас сум оптимист, готово дека во оној момент кога ние ќе, како се вика, кога ќе ги имаме новите вработувања, ќе ги надополнам, имаме сега 2 единици за интервентни единици. Тоа се, така да речам, поизбрани момци, и физички, и психички, и тие се издвоени сега од затворската полиција. Тие, еве да речеме, кои што беа сега во шутка, или кои што сега повторно претресите тие ги прават, и јас во голема мерка сакам да ги дополнам тие единици, затоа што тие се формирани од постојниот состав кој што сме можеле да избереме. Имаме таква во Идризово и во Штип. И тие ќе бидат таа ударна тупаница која што ќе ги прави во не дека постојната затворска полиција, меѓу другото попис на нив има и ова да го прават и тие претреси. Меѓутоа, јас многу надеж полагам во овие и ефектите кои што ги имаме и во делот на безбедност кога говориме, затоа што да речеме околу одредени затвореници, така да ја наречам обичнава затворска полиција, одбиваше да бидат тие кои што ќе ги чува тие затвореници. Сега, таквиот најопасен, така да речам, тип на затвореници, токму овие интервентни единици се тие кои што ги чуваат и кои што на крајот од денот немаат страв да бидат нивни чувари. Имаше остар одговор од оној независен синдикат на затворските полицајци кои што те обвинија дека биле напаѓани, дека сами си ги купувале униформите, а ти ги напаѓаш нив, како ќе им вратиш? Нема што да им враќам. Јас пред недела дена се видов со нив. Нема што да им враќам. Тоа дека 13 години прстот во што и да го чувале, дали во уво или во нос, и што правеле, што оставиле они така да бидат, без униформи, тоа си е на тој синдикат или на било кој синдикат вина, не е моја вина. Факт е дека во меѓувреме дел од затворските полицајци добија униформи. Факт е дека во најголемиот затвор во Идризово завршен тендерот околу униформи и дека ќе добијат, а одека кај што нема добиено предвидени се средства, јас тоа им го кажав, сега они чисто колку да се појават во јавност, веројатно имаат пензионер еден таму, раководител на тој синдикат, си нема попаметна работа и заради јавност да се појави деме. Па го имаат дадено тоа соопштение.
Тие кои што немаат, дека оваа година во теков на наредниве месеци и тие затворски полицајци ќе ги добијат униформите. Значи атавизми од минатото и минатата управа. Тоа така е наследено, тоа не Так. што јас сум магионичар, што очекуваат они со дека имам некој волшебно стапче и дека сите тие проблеми јас ќе ги решам. Да, и се адресирани до мене и да, јас се ќе направам сите тие недостатоци кои што ги имаат затворските полицајци, затоа што тие на крајот од денот се мои колеги. Јас она што го критикувам на повик на оние честните затворски полицајци кои што се жалат до мене. Александар, ние правиме вака и вака, меѓутоа овие ни прават вака и вака. И ако тој синдикат мисли дека таквите треба да ги задржиме и дека таквите треба да ги бранат, тоа си нека им седи на нив на шест. Веројатно тие се дел биле и се дел од тој систем. И тоа не синдикат да се што сака нека бидат, со таквите ќе се пресметам на крај тоа да им биде јасно. Колку што повторно ќе кажам, секој еден кој што си работи честно работата, мене ми има и за другар, и за брат, и за човек кој што у 3 саат бајле да ми се јави, јас ќе станам, ќе запалам кола и ќе отидам да помогнам што можам да му помогнам. Службено па и приватно на крајот од денот. Но оние другите тоа да знаат дека имаат во мене непријател кој што до крај ќе се борам против нив. Тие недостатоци се адресирани до мене и од претходно, јас ги знам уште од првиот месец, затоа што јас во буквална смисла на зборот 24/7 сум посветен сега на оваа работа и јас имам направено разговори со затворска полиција, со луѓе од ресоциализација, затоа што во секој дел, сега некаде во некои затвори е окей, ама во некои затвори баш гори. И ги знам јас проблемите сега и ги решаваме дел по дел. Меѓутоа, се си има нивоа. Број еден проблем беше и тие што ги набројуваат јас. Они ги немаа кажувано. Јас од кога сум десетици интервјуа сум имал и во кои што сум кажувал дека 5-16 возила на затворска полиција се запалени. Сега не е да повикувам, меѓутоа, од кога сум јас директор, не е запалено ни едно возило. Сега, тоа е така. Да. Овие 7 месеци нема запалено возило на затворски полицаец. Сега, и имаме супер соработка, јас барем, имам супер соработка со Министерството за внатрешни работи, имам директна комуникација со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. За било каков проблем кој што ќе се појави, не се пика под тепик, него го решаваме и ќе бидат сите тие работи кои што биле дел држат вода и тоа се така, ама тоа не е дека ја ги кријам, дека јас не сум ги кажал. Да, така се. Тоа не е само во делот на затворскиот систем, цела држава нас ни чкрипи, цела држава ни беше донесена во овие 7 години, ја вратија 30 години назад. Да. Тоа нека се повикуваат на претходните директори, дали на управата за извршување санкции или на по затворите. Јас сега како директор на управата правам се за да им ги подобрам условите и она што сум го ветил ќе го исполнам. Она за што остана покуса македонската јавност, информацијата кој е спонзорот на телефонот за Васил Јованов. Имаше разни шпекулации, најоснованата беше дека тоа е близок член на семејството, сите типуваа на мајката. Може да ни кажеш кој е? Не можам да кажам тоа затоа што прашав, велат Александар не го кажу. Меѓутоа однајте се, тоа е информацијата која што можам да ви ја споделам. Јас бев веднаш ден таква се случи, тоа отидов во шутка. И ги слушав и убиецов и овој што го има дадено телефонот и тој што сликал и сите посочува и таа една е верзијата. Нема какофонија едно да збореше, друг да збореше, дека близок член на семејството на Васил Јованов и таа информација имаат и во јавното обвинителство. Мој, во наводници, се затворениците и притворениците. Тие надвор што прават кривични дела, ако е тоа кривично дело, не знам како се формулира,
тоа се обвинителство треба и МВР да превземе. Ама и едниве и другиве ја имаат таа информација и јас верувам дека ќе се превземе и против нив или против тој што го ги има дадено тие пари, така да речем. Беше Гостин Камене, што туку буквално кога стапи на функцијата и тогаш имаше ревизии, дали се во текст зборувавме за претходниците твои. Може да ни дадеш нека пикантерија што се случувало по затворите во однос на работата, бидејќи знаеме дека правеле, да не речам милиарда глупошти, но правеле како и во секој дел од секоја пора од општеството, во затворите некоја пикантерија што правеле претходните управители или како да ги наречеме. Еве ова што го говорев до сега. Да. Лјупчо, ова е рецидив на минатото. Так. Ова во Мобиларите затворски? Так, да. Ова во имав пред 3 месеци пред 3 месеци имав можност да неколку дена да поседам управата за извршување санкции во Загреб и нивниот истражен затвор Реметинец, така се вика местото и по тоа го викаат, иначе истражен затвор Загреб се вика, као и кај нас Скопје затворен во Шутово Ризари, меѓутоа ради местото Шутка кај нив Реметинец, така го викаат. Најстар затвор што има 1867 година, мислам дека, или 1856 година негдека, е Лепоглава и тој е легендарен затвор. Таму имаат Алој Степинац, лежено, Фрањо Туџман, Јосип Броз Тито, и тоа е као музеј, мислам. Смешно да не звучи, меѓутоа, да, нема така да го објаснам, меѓутоа ти е мерак да го прошеташ затворот. Во затворот во Пожега бев, каде што имаат најсилна економија. И ние, и тие произлегуваме од затворски систем, кој што во југословенски, кој што бил на светски рамки еден од најдобри затворски системи во светот. И тоа било до 90 и 90 години, ние како таков сме функционирали понатак. За жал, тргнало надоле и дојдени сме до ово. Кај нив исто, они ми го зборуваа, години одало надоле, до пред 10 години. Сега, затворскиот систем во Хрватска е самоодржлив, Лјупчо. Значи, он има таква економија по затворите, да буквално, што и да помислиш, што и да кажеш од прехранбен продукт, они произведуваат. До вино и ракија произведуваат, имаат лозови засади, вино и ракија, и тоа одличен продукт прават. Мет ли е, јајца ли е, кое сакаш месо, речи свинско, и тоа во свинско, да речеме, затоа што нели Хрвати не се едни од големата светска сила во производство во свињогојство. Од 5 најголеми производители во Хрватска на свинско месо, мислам дека првата е само приватна фирма, второ и трето или второ и четврто место се едниот е Лепоглава, другиот е Пожега. Пожега мислам дека е и поголем. Да речеме во Пожега, во затворот, околу 300 хектари имаат земја која што ја одработуваат. Се што ќе се појави слободно, сега они го зима. Директорот со сета гордост и нормално да е така. Пошто цела прошетка како што ја правевме, имаат сега еден купено последен пред некој месец им стигнува трактор со цела потребна механизација, 270.000 евра, буквално компјутеризиран со аутопилот. Да, мери, ја не знаев дека до толку сега тракторите се тоа, колку е цела оваа просторија студиово што ние само не гледаат гледачи како каво е. Огромно е. Така е, огромно е. Да. Цело буквално замисли. Да. Со гуми колку ти, 1,90 м високи. Со чудо, со вика мери Александар земјиштето, па колку ѓубре, па он сам фрла. Каде се појавило треба пестициди, се автоматизирано.
хладњаци. Кујна треба да ја пуштат за недела две, вика директор од Загреб до Белград нема друга ваква кујна. Да речеме кај нас, ако затворениците добиваат за ручек тоа што е произведено, кај нив 8, 9 до 10 менија, дали е вегетаријанско, дали е агресивен затвор како што се чуди, Љупчо, ти кујна на Јакова влегов, не можам да се пофалам дека не знам во колкав број на кујни сум влегол. Меѓутоа, ја не можев да верувам дека постојат такви машини за манџилие, за пекарилие. Се компјутеризирано. Вика Александра со собствени средства се ово. Поредбата е Риц Карлтон. Не, наспрема наша нека друмска мотелче нека. Јас со солзи. Да. Јас буквално со солзи бев таму, толку ми беше тешко и криво што као ние да сме, велам, да, и сега идејата е, значи не е само безбедност. Ние сакам повторно таа економија, тоа не може за ден-два да се прави. Александар вели, ова со години ние сега го правиме. Меѓутоа, да ја тргнеме работа, да почнат нашите затвореници да не одат да одлежуваат, него да одат да си ја одработуваат собствената казна. Имам ангажирано сега, имаме работна група, имам професорки Гордана од правниот факултет, Гордана Лажетич, од Ману Елена Мујовска, од правниот факултет Александра Груевска, имам судики ангажирано, обвинителки кои што го менувам законот за два закони, овој само измени правиме на законот за извршување санкции и законот за пробација комплетно нов правиме нов закон. И јас верувам дека за месец-два, еве нека 2,5 месеци, дека ќе се заврши цела таа работа, ќе имаме во кој што во законот за извршување санкции ќе предвидиме Стапи Морков. Ако ние ти понудиме како затвор да си ти работно ангажиран, за тоа да добиеш екстра привилегии. И обратно, ако ти одбиеш како затвореник да бидеш работно ангажиран, да ги изгубиш сите привилегии. Сакам да речам, значи не е само една работа што се прави. Еве која е спомна пробација. Да лежи или да работи во превод. Така е. Убаво каже да ја одработи или да ја одлежи казната. Да. Ако работи, Љупчо, мене идејата ми е да на нашите затвореници ние им дадеме професија, да ти кога ќе ја одлежиш, кога ќе ја заврши твојата казна, да ти имаш професија, со која што професија со твоите две раце, ти ќе можеш да излезеш и да бидеш само одржлив. А не да бидеш повторно криминалец. Затоа што, пази, ако ти немаш професија, и кога ќе излезеш надвор си стигматизиран човек. Да, во законот и да видиме со Агенција за вработување, со сите институции кои што се, да имаат безмалку поволности оние кои што ако бивш затвореник вработат, да имаат погодности тие фирми на некое одредено време. Затоа што тие луѓе кои ќе излезат нема што да прават. И после краток период, внатре се умрежиле, ако ти само си дилувал во кисела вода моја, сега ќе знаеш луѓе и од Ѓорче, и од Бутел, и од Газибаба, и од Центар, и од Карпош, дури повеќе. И од Гостивар Тетово, и од Струмица, и од Штип. Сакам да речам, знаеш, или едното или другото. Бројките дека се лоши сега ова како сме го правеле, како го правеле до сега, е дека 67-8-9% од македонските затвореници се повратници. Тоа е тотално поразително за нашето општество. Ние повторно ќе ти речам, значи ние кога ќе го пуштиме ние затвореникот, кога ќе заврши неговата затворска казна, прашање е единица да време кога он повторно ќе биде вратен, повторно ќе има некое ново дело. И зашто? Затоа што ние не сме ги оспособиле тие луѓе, не сме ги ресоциализирале, не сме им дале професија, како кога ќе излезат што да прават, како да прават. За околу пробацијата. Сега во идно време идејата ми е да ги посетам сите судови низ Република Македонија, затоа што
има голема отстапка, да речеме, ако Скопскиот кривичен суд и има пробацијски мерки пресудува, то многу ретко се прави низ останатите судови низ Македонија. Сега јас верувам дека дополнително охрабрени ќе бидат, затоа што конечно после 10 години до крајов на месецов ги очекуваме, пошто се пратени да се менуваат, ние ги имаме алките за домашен затвор. Так. Меѓутоа 10 години не биле во функција, се менуваат батериите и до крајов на месецов ќе бидат ставени веќе функционални. И тоа ќе биде, мислам дека многу повеќе ќе бидат охрабрени судиите да пресудува домашен затвор. Или па дел од овие кои што се наоѓаат сега по затвориве да одлежале половина или повеќе од половина од својата затворска казна. Тука има и размислување дури да биде но да не откривам околу тоа, да добијат пробацијски мерки со електронска заштита, што ќе рече дека на тој начин и ќе ги малце под испразниме македонските затвори, затоа што во моментов буквално ни е на 120-130% капацитетот пополнет и тоа се работи. Значи, на многу фронтови во моментов се водат битки и јас верувам дека тие битки ќе ги добиеме и дека ќе биде подобрен цел затворски систем во Република Македонија, но ова, па да не се враќам по трети пат да кажувам, сепак безбедноста ми беше приоритет број 1, затоа што на крајот од денот тоа е основното, да ако некој направил криминал надвор, да останатите луѓе кои што си живеат нормално и сакаат мирно да живеат, да бидат заштитени од тие насилници, криминалци, какви се не ги имаме по затвори, убици. Што нема, да. Имајќи предвид дека најавите се и го гледаме тоа според действувањата на МВР и гледаме и ОЈО дури се разбуди и судовите, се очекува еден наплив на ваши нови клиенти, еве денеска Пеце Миршевски, имате и гастарбајтери како Артан Груби, Васко Ковачевски и останатите. Најавите се дека истрагите кои што се во тек ќе продуцираат уште многу потреба од места. Како ќе се снајдете, дали овие домашни затвори и нови пробацијски мерки повеќе користење треба да помогнат за да се отвори простор за овие новите твои клиенти, да ги наречам? Види, јас очекувам дека пар стотина луѓе кои ќе се стават алките во функција се апликативни, не само овие надвор, затоа што законот вели следно и тука нема многу нешто простор да се менува. Именно, ако е старо изнемоштено лице, ако е бремена жена или мајка на многу мало дете, бебе да не речем, или ако е тешко болен некој човек, да биде со алка. Меѓутоа, законот исто така дозволува да оние кои што имаат половина и повеќе одлежено казната и кои што при тоа морам да потенцирам, биле добри затвореници, кои што луѓето од ресоциализација ќе ги оцениле дека тие се веќе приспособени луѓе, дека тие можат, во домашни услови да бидат, меѓутоа дека безбедно би било општеството ако ние ги пуштиме така дома со алка да бидат, дека немал број на луѓе може да излезат сега од македонските затвори под овој основ. Верувам дека судиите ќе се охрабрат тоа да го направат. Јас чекам, ти велам да, мада веќе ми е закажано да почнам да одам по судовиве и да го представам ова мада знаат судиите, но да ги охрабрам околу ова, затоа што сепак е до нив. Так. Не сме ние како затворски систем, Лјупчо, дај алката да ја ставиме, него судијата треба да донесе таква одлука, но ти велам, очекувам дека пар стотина такви и дека тоа ќе си заживее, дека тоа ќе
во идно време ќе биде како дел од цело овој нашето општество и нашиот затворски систем, дека ќе има првично и такви пресуди на прва, али и овие кои што се внатре, дел од нив дека можеме така да ги префрлиме. Сусема на крај тоа го кажувам, затоа што безбедноста е над се, меѓутоа и ова треба да го имаме во предвид, дека еден затвореник нас како друштво, како општество, како држава не чини околу 35 евра. Околу 2000 денари. Дневно. Дневно. А имаме 1000 затвореници прилика? Не, 2500. 2500, да. Односно, Беше да бидеме бројката. прецизни, имаме околу 2200 затвореници и 300 претвореници. Така. И имаме околу 100-200 за влегување, кои што се кај да е некои се стотина во бегство, кои што од која дознале пресудата избегале, од типот овие не се, меѓутоа се супер погодни за во шутка Артан Груби, Васко Ковачевски, има и некои кои што се во бегство, не влезени внатре. И баш кога прашував, ти велам не се ни стотина кои што кај да е треба да влезат. Така, значи околу 2500. Дали еве како правник за крај нека биде ова проблемот во законите, еве нели вие ќе инсистирате за менување на овој закон за извршување на санкциите за да се сменат условите околу домашниот затвор и сето тоа, но еве имавме случаи сега, особено актуелноста на убиството на Фросина од страна на Васил Јованов, оние казни што се случуваа претходно, оние 2 години за моторџијата Гоце и неговото неродено бебе, и ти беше на тој протест и јас бев, па под притисокот замисли од условна казна ја сменија во дури во наводници цели 2 години, 3 години за убиството на Викторија која што загина на 1 километар од она место каде што загина Фросина, слободен старец од 60 годишен исто 3 години, па вратено е судењето. И дали е проблемот во, еве како правник од твоја перспектива, во законите, односно во благоста на законите, или можеби поверојатно во подмачканоста на судиите или комбинација на двете? За да се променат работиве во секое поле, ова е само пример со сообраќајните, нели, грдоти што се случуваат. Љупчо, јас сум историчар, меѓутоа сега работата ми налага да јас соработувам со судии и со обвинители. Така, од тој аспект како човек што е влезен во правото, бидејќи мораш да бидеш со новата позиција. Така е. Да. И упознав прекрасни господи кои што вистински се патриотки, кои што стварно си ја сакаат работата као судијки и се внесени во тоа, и јас искрено верувам во нивната честност и супер намери да и ја чувствувам нивниот гнев зашто ради одреден број на судии, како кај затворските полицајци. така е, со тоа што кај нив можеби е процентот многу помал, да, или заради одреден број на обвинители се фрла дамка на целиот систем. Еве за конкретниот случај, и конкретната судика, јас не тврдам, меѓутоа излезе во јавноста дека мајката на детево и сопругот на судиката биле колеги. Постои судска пракса, Љупчо. Еве да речеме за конкретниот случај, овој за кај Млечен што го говорим. Лично, по случај на нештата, неколку дена пред да се случи убиството на Елена, на една работна група го отвори прашањето. Добро, како е можно? Има повеќе фактори. Во конкретниот случај кај овој, а и што нема дозвола, пијани, има повеќе фактори и тоа е кривично дело од најтежок облик. Има во други случаеви олеснителни, ние тие имаме и таков затвор, тој ќе го менувам во Струга сега, од небрежност, така се наречени тие казни, така е, од отворен тип. Тие се буквално баш за собраќајки. Секој еден од нас е возач, на крајот од денот се случуваат разни работи, може да се случи од тотално од небрежност, како се вика, не дај Боже ситуација, Бог да чува.
Така, но тука има повеќе типови умисла. Така е. На црвено, И- 130 на час. Така е. пешачки. Сега, и другиот учесник во сообраќајот, дали бил на пешачки, дали бил на сред улица поминувала, ние на булевари, дека учесници на сообраќај, помини кај градска болница, некој претрчува таму. Има такви. Ти измаркирал автобус, не си видел, Бог да чува се Не дешава. дај Боже. Така, дали е од таков тип или као овој, овдека е, како го нарекува, со намера е сега ова, Со безмалку, со умисла. Да. И во зависност од тоа, јас пошто првично, знаејќи ги овие казни, меѓутоа, верувај во затворите има по со 7, 8, 9 години, не знам дали има над 10 години, казни затвор од сообраќајки. Така. Во зависност од факторите кои што е сега. Па да се вратиме на овој случај. Еве, ти како новинар и останатите новинари. Сега не го правдам ја случајот млечен ресторан. Немам никаква таква намера, меѓутоа судската пракса што кажува за тоа? Знаеш, кога обвинуваме ние некој судија, зашто ја не знам кој го тоа судел, меѓутоа дали имало и каква е минатата судска пракса и, многу важно, еве нека проверат сега новинарите, вклучувајќи ти, тебе те повикувам, колку, као што оваа судика му има досудено на Васил Јованов, Да. колку таква судска пракса има? Колку такви случаеви има? Јас ке ти кажам, нема. Ако е тоа така, Так. сомнежот е огромен. И кај мене, и кај секој здраворазумен човек. Нели? Дека има некаква друга позадина во да се донесе таква пресуда. А дали треба нашите закони, повторно ќе ти кажам, ако јас во затворите гледам затворени лица со по 7, 8, 9 над тоа се огромни казни, тоа не се мали казни. Управо се користат најблагите казни, се даваат погодности. Има повеќе фактори. Да. Мене така ми е и логиката. Но во овие е случаи таа. не смееше да го имаш. Ако јас еве јас сум моторџи, ти си моторџи. И знаеш како е? Многу често моторџи има удрени. Така, Меѓутоа, дај да си бидеме искрени. Да. 80-90% од случаевите, кога мотор ќе видиш ти бутната земја, прво тргни од тоа дали брзината ја се придржувал тој моторџи. Добро, има многу фактори да Има, но не разбираш поентата која е. Така. Дали и другиот кој што е настраданиот, така да речем, Така. се придржувал до сообраќајните прописи, знаци се, условите какви биле, што биле, или си солирал, абе јас и мое... Се случува и тоа. Да, од дедо ми е пат, го имаше брајано пат. Мене во дадениот случај има повеќе фактори да овој биде суден за класично убиство, а предходната пресуда што ја има добиено, нека проверат новинарите колку има таква судска пракса. И сега, ако тоа нема таква, или една само уште најдеме ние во годиниве на назад, тоа е основен сомнеш дека тука нешто таа судика или тој судија кој што пресудил така, имал некоја позадина. Дали била тоа ваква или онаква, ама нешто не е во ред. И тоа е на, како се вика оној судски совет, оној кој што Денеска премиерот најави дека ќе почне распуштање. па конечно мислам дека ќе имаме после тоа ние, да, и јас тоа го слушнав и ја супер го поздравувам тоа. Браво за претседателот и едноставно мислам дека после тоа и ќе се помислат како што и во затворскиот систем тие расипани и корумпирани суди и обвинителите нема да бидат меѓутоа кај судиите дали така ќе судат и што ќе прават, затоа што и законот е еднаков за сите на крајот од денот, а ние како политичка структура која што сега еве да речеме сме на раководни позиции, никој твој наш гледач да нема двојба дека имаме и повеќе од политичка волја и намера да
сите такви ги сместиме во некој казнено поправен дом или установа. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам за можност. Ми беше чест. И мене. Ти посакувам и натаму да влезеш убаво во работата и да ги оправиш работите во онаа фаза во која што влезе, како што каже и самиот полека, се расчистуваат Да. работивено да биде уште подобро заради сите, нели, затворениците, не тулку целата Македонија. И за едните и за другите, Лјупчо, и за и тие се за убави. македонските граѓани, меѓутоа и за затворениците кои што се внатре некои страдаат ради тоа што системот не ни е нај. Така. И јас ќе ти кажам, ветувам и ти уверувам дека колку ме држи силата и сна и енергија колку што имам се максимално сум завземан и ќе бидам и понатака да ги поправиме работи. Не се исцрпи, значи месеци. Не, само сум уште помотивиран. Така. Ти благодарам уште еднаш, ми беше чест. Не. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Ова е 7 епизода на Натка. Се гледаме секој четврток во 20 часот. Да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.